Интеракција е меѓусебното влијание на организмите во една животна заедница. На почеток, да видиме што е заедница. Заедница е група на различни животински и растителни видови кои живеат на едно место и си влијаат едни на други. Например, шумската заедница содржи дрвја и грмушки, животни кои живеат во шумата и бактерии и габи во шумската почва. Сите видови во заедницата се во интеракција или влијаат едни врз други на различни начини. Интеракциите може да бидат позитивни, негативни или неутрални. Еколошките интеракции во живиот свет ги делиме на две категории: интерспецифични или интраспецифични. Интраспецифичните интеракции се случуваат кога единките од ист вид влијаат една врз друга. Например, интраспецифичната конкуренција е борба меѓу членовите од ист вид, како што се шимпанзата кои се борат за овошје. Животните кои припаѓаат на еден ист вид се надпреваруваат за исти ресурси. Друг пример за интраспецифична конкуренција е борбата помеѓу два машки гаврани за една женка. Интерспецифичните интеракции се меѓусебните влијанија на единки од различни видови. Например, интерспецифична конкуренција е кога различни видови растенија и дрвја се борат за повеќе светлина. Друг пример на интерспецифична конкуренција е борбата за опстанок во истото живеалиште помеѓу сивата верверичка и црвената верверичка. Сивите верверички, кои се поагресивни, со текот на времето ги потиснале црвените верверички надвор од нивното живеалиште. Не се негативни сите интеракции меѓу видовите. За позитивни реакции ќе учиме во видеото за мутуализам. За да ја запомните разликата помеѓу интерспецифични и интраспецифични односи, потсетете се дека интернационално значи многу различни земји, така што интерспецифичните односи се помеѓу многу различни видови. Интранационално значи во рамките на една нација, па интраспецифичните интеракции се случуваат само во рамките на еден вид.